Добар ден, драги пријатели и пријателки. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денес одговарам на многу интересно прашање и на прашање од моја многу драга пријателка и девојка која што веќе трети пат ми помага за разноликоста во овие епизоди и во ова шоу. Марија, многу ти фала, а за да видите за што се работи ќе го погледнеме прашањето, па ќе дадам одговор. Кое време е најдобро за спортски активности? Дали постои такво време од аспект на влијание на метаболизмот? Наутро, попладне, навечер? Марија, фантастично прашање и знам дека многу од луѓето ова можеби ги мачи и се прашуваат. И искрено, најдоброто време за да се направи спортска активност и вежбање е времето во кое што ќе ја направите спортската активност, бидејќи прва работа, еден од проблемите кои што го имаме ние луѓето е тоа што многу е тешко пред се да се натераме да почнеме да одиме на вежбање. И многу луѓе бараат најразлични изговори и од друга страна ги разбирам зошто е тоа така, затоа што сметаат дека за да ти се рачуна дека си бил физички активен, треба да си ги оставиш сите делови од телото во фитнес центарот, а нема врска. Не треба сите ние да вежбаме, можеби како што вежбаат оние кои што се навистина страствени кон физичката активност и кон одредени дисциплини. И можеби едноставно пешачење од 1 час во текот на денот би било супер за некого од вас, како кардио вежба и некаква физичка активност и некакво отстапување од таа можеби работа која што ве врзува на столче. Но конкретно за прашањево, кој дел од денот е можеби најдобар, дали е тоа на сабајле, попладне или навечер, има и трите опции се супер, но во зависност можеби од тоа што ти е целта или што на некого од вас му е целта, би бил некој од тие термини најдобро. Прва работа, ако јас се прашувам и тоа што јас сум го научил до сега е дека доколку целта ви е да дадете максимално убрзување на метаболизмот и доколку целта ви е да потрошите што повеќе масти во текот на денот, најдобрата опција за да имате физичка активност е наутро. И доколку мене ме прашувате, и тоа што пак речам, јас сум го научил од покомпетентни луѓе од мене, е дека кога ќе станете наутро, во телото се уште има резерви на гликоген кои што се скриени во мускулите и во црниот дроб, и за да тие ги употребиме на најдобар начин и да бидеме сигурни дека воопшто нема ништо од тоа да отиде во масти, е да имаме физичка активност. Тоа може да биде кардио вежбање, доколку сакате да ги потрошите тие резерви на гликоген и да ги искористите, или можеби да биде некакво тежинско вежбање, но доколку е таква посериозна дисциплина кај што ќе се употребат малку посериозните групи на мускули, во тој случај јас би препорачал и да се внесе уште можеби некаков оброк кој што ќе има протеин, па и можеби некаков шекер. Јас, доколку на сабајле имам тежински вежби, знам да испијам чај кој што ми помага околу термогенеза во телото и да изедам неколку урми и можеби пола рака, дали бадеми, дали кикирики и така натаму, затоа што тоа се растителни протеини кои што и нормално и урмите брзо ќе се isprocesираат и ќе влезат во крвоток и можеби ќе обезбедат заштита на мускулите. Бидејќи без никаков оброк не сум сигурен дека е добро да се вежба, но дефинитивно утринското вежбање кардио помага за да се катапултира метаболизмот уште повеќе на сабајли и да обезбедите поголемо трошење на калории, односно на масти, доколку тоа ви е целта. Од друга страна, луѓе кои што можеби се љубители на задржување во кревети, кои што не сакаат да вежбаат на сабајле и не се утрински типови на луѓе, во тој случај било кој дел од денот е супер. Ако вежбате навечер, тоа што јас би го советувал или попладне, јас би советувал тоа да биде 2 часа после, можеби 2,5 часа после ручекот, односно оној главен оброк кој што го имате попладне, затоа што веќе храната која што најчесто практично ручекот е комплетен оброк и целата таа нутритивна вредност која што има во ручекот веќе е горе-доле преработена и влезена во крвоток, влезена во системите во телото кои што ќе обезбедат енергија за време на тренингот кој што би го имале попладне, така да тоа горе-доле би го дал како совет по ова прашање, како одговор на ова прашање и се разбира
многу е важно што ќе се направи после вежбањето. И можеби не е толку важно кој дел од денот го користите за вежбање, туку што правите после вежбање, пред вежбање и како ви исхраната, бидејќи филозофијата која што јас ја промовирам и која што знам дека е така, е дека резултатот кој што го имате 80% се должи на тоа што правите во кујна и каква ви исхраната, а 20% е она што вежбате. Но сепак и вежбањето е потребно за 100% резултат и во самата наша генетика ни е запишано дека сме активни, ние не сме вид на живот кој што треба да седи по цел ден. И ни е потребна физичката активност, а тие се одговорите кои што јас би ги дал во врска со тоа кој дел од денот можеби е најдобар. Секој дел од денот е најдобар, најдобро е да вежбате, но овие две работи кои што ги спомнав прават можеби некаква логика за дали тоа да биде на саба или да биде попладне. Така да, Марија, мислам дека можеби ти одговорив, ако не или ако можеби ти имаш друго мислење, знаење, факти и слично, супер, и баш би ти бил благодарен ако ги споделиш. Ќе ги споделиме и тука, јавно. До тогаш ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следното издание. Чао, чао!